Добар ден на сите, почитувани новинари, почитувани колеги. Вчера се случи пресврт во начинот на кој што досега сме ја гледале и сме анализирале македонската политика. Долго време криените вистини најпосле излегоа на виделина. Информациите за кои веќе неколку години многумина говорат или само шепкаат се потврдија. Не со една, туку со многу изјави. Не само со звук, туку и со слика. Притисоците на власта сега веќе имаат и име и презиме. За нив има докази. Никој веќе тоа не може да го демантира. Илјадници имиња се дел од тие докази. Стотина функционери со име и презиме. И еден човек кој стои зад сето тоа. Еден човек кој го смислил, кој го одобрил и кој го реализира. Премиерот Груевски. Аферата, која што вчера беше обелоденета, го потврди првиот чин на изборниот фалсификат кој што го планирала и го спроведува власта. Никој од нас не е изненаден што Министерството и Министерката за внатрешни работи молчат. Впрочем, таа е носител на партијата која што сето ова го организирала. Меѓутоа, го повикувам денеска јавниот обвинител да не се приклучи на овој молк. Да реагира веднаш, онака како што тоа му го дава законот, и да застане во одбрана на македонската демократија, на правата и на слободите на секој македонски граѓанин. Се работи за неколку сериозни кривични дела, регулирани во неколку крупни и важни закони во Македонија, кои никако не смеат да поминат неказнето. Јавниот обвинител и сите други надлежни државни институции едноставно мора да ги заштитат граѓаните и нивните уставно загарантирани слободи и права. Меѓутоа, во сево ова има и една друга политичка порака. Овој скандал го покажа многу јасно и многу видливо стравот и нервозата на власта. Нервозни се поради лошите сигнали кои што ги добиваат од теренот. Нервозни се поради нашата позитивна кампања и одлична програма. Нервозни се бидејќи милионите евра кои ги трошат без да почне изборната кампања не носат никакви резултати. Груевски со ваквото однесување, со оваа афера, со овој скандал, покажа дека капитулирал пред да почнат изборите. Оваа нервоза и овој страв се вистинската причина зошто срамниот изборен фалсификат под име работни места за 20 гласачи се случува на Република Македонија после 20 години независност и демократија. Меѓутоа, сакам да соопштам една работа. Нервозата и стравот на власта се причина зошто применуваат незаконски средства. Нервозата и стравот на власта од казната која што ќе ги чека на 5 јуни се причина зошто власта и ВМРО ДПМН се одлучија на уцени и притисоци. Нема да им помине. Едноставно нема да им помине. Кој владее со страв, губи секој ден. Кој владее со уцени, тој е веќе поразен. Македонските граѓани, и тие на списоците и тие вон списоците, веќе не се плашат. Сватија дека оваа власт е власт на заминување. Дури и оние чии имиња се наоѓаат на списоците, дури и оние чии имиња беа споменати во текот на вчерашниот ден, се лути и навредени, затоа што за власта тие се само бројка. Лути се и навредени заради тоа што власта ги уценува за работни места, ги уценува за социјална помош, ги уценува за лекови, ги оценува, замислете, и за инвитро оплодување. Лути се и навредени и заради тоа ќе прибегнат кон нормалната реакција, а тоа е да ја казнат власта која сака да владее вака. Вистината, како што би рекле честопати на македонската политичка сцена, е како шило. И тоа шило веќе излезе на виделина. Ова шило и оваа вистина ќе ги казни сите оние кои што одлучија да владеат со страв и со уцени. На 5 јуни казната ќе стигне од граѓаните. По 5 јуни казната ќе стигне и согласно законот.
Тоа сакам да ви го кажам дека и го ветувам и го превземам како обврска. Едноставно, ваквото однесување во држава која што 20 години сака да развива демократски систем е недозволиво. Ви благодарам и повелете со прашање. Дали откако јавност имаш увид со какви методи се користат политичарите, особено власта во оваа кампања, дали може да се очекува изборите да бидат вистина ферни? Јас споменав, ова е првиот чин во изборниот фалсификат кој го подготвува власта. Не сме наивни и знаеме дека вакви планови имало и ќе ги има до денот на изборите. Меѓутоа, клучната работа, која што беше покажана во текот на вчерашниот ден, е дека овој систем на владење веќе не поминува кај македонските граѓани. Македонските граѓани имаа прилика да видат директно од екраните, преку илјадници примери практично, дека власта се обидува да го направи тоа што е казниво и недозволиво во ниту една нормална држава. Токму поради тоа македонските граѓани не се плашат. Токму поради тоа власта е онаа која што се плаши од сопствениот народ. И токму поради тоа на 5 јуни очекуваме храбрите граѓани кои веќе раскрстиле со стравот, кои гледаат дека власта е таа која што е во паника, да и го потпишат изборниот резултат на власта. Ваквиот тип на притисоци веќе не функционира во Македонија. Треба да одговараат сите оние кои што одлучиле да ги злоупотребат своите функции. Кривичните дела кои што јавниот обвинител треба да ги прецизира и да ги документира многу едноставно, се неколку на број. Едните се поврзани со изборниот процес, а тоа е користење на подкуп за време на изборната процедура, која што го корумпира целиот изборен процес. Меѓутоа, во исто време се прекршени и бројни членови на Законот за јавни службеници, Законот за државни службеници, Законот за работни односи, практично и да нема еден од клучните закони кој не е погазен со ваквото однесување на власта. Меѓутоа, пред се и над се погазен е Уставот. Уставот вели дека е ова држава на слободни граѓани, кои што кога одат на избори не треба да се плашат и треба својата волја јасно да ја соопштат. Власта го прекрши и Уставот, власта ги прекрши и сите закони кои што се важни за изборниот надпревар. Власта игра нефер заради тоа што се плаши од изборните резултати и се плаши од незадоволството на граѓаните. Ако нема други прашања, ви благодарам.